Колешки, ајде едно по едно. Прво да почнеме од почетокот. Приватниот сектор во оваа држава го измисли, го воведе, како сакате наречете, го ВМРО ДПМН. Вратете се назад, вие сте многу поискусно од мене, ќе се сетите. На 98 до 2002 година. Прво тоа. По истрпувачката транзиција, по бркањето на улица на 200-300 илјади луѓе, приватниот сектор во оваа држава првите услови, првите можности ги создаде ВМРО ДПМН преку Министерството за трговија, па финансии. Тука имате луѓе кои што се институционална меморија, може да ви го кажат тоа. Натака, можеме ние да се споредуваме на начин на кој што е неспоредлив, но еве вака, ако сакате до таа мера да ја однесеме дискусијата и со бројки. Какви биле платите до 2006 година и какви ги наследивте вие во 2016 година? Можеме да зборуваме и за тоа. Сакате за јавната управа, сакате за приватниот сектор. Ајде да видиме колку биле странските инвестиции до 2006 година, а колку биле од 2006 до 2016 година. Можеме да разговараме и за тоа. Не сакам да вулгаризирам затоа што ве почитувам, но еве нека проценат тие што не следат, кои што се синдикалци, во вашиот говор никаков друг заклучок не може да се произлезе од тоа дека вие сте против луѓето во општините да земат поголеми плати. Јас не можам да заклучок да извадам. Ама нема да зборувам за тоа затоа што немате право да ми вратите и на мене ми е не витешки. Мене ми е не во ред. Но еве нека произлезат заклучок луѓето кои што не следат. Од каде им се парите? Еве, да не кажам дека Бојан кажал, еве ќе кажам Ристо Пенов кажа. Оној од Нафталин што го извадивте 10 години што се криеше никаде го немаше. Па сега го враќаме како кадар, најуспешен градоначелник на Скопје бил. И за тоа имаме муавет. Тргнете го тоа на страна. Човекот вака каже: децентрализацијата не е дозавршена како што треба до крај. Се согласувам. Па вие по вашата дискусија зашто бараат од власта? Затоа што власта има надлежност бе колешке, за тоа бараме од власта. Затоа бараме од власта, од кого да бараме? Еве го буџетот пред вас, скинете ги сите пари, не им давајте на општините пари. И тоа е, вам молам, смирете се, можете да земете реплика, земете па ќе ви кажам. Затоа што имаат надлежност, затоа бараме од нив. Но еве јас се слагам, дури да не е така, скинете ги сите средства, не им давајте на општините пари. Не им давајте, ако е толку, ако сакате да ги казните граѓаните зашто ви извитоперија не им давајте пари на граѓаните. И без тоа ќе се издржи. Сега ќе ви кажам од каде пари. Прашајте го Министерството за финансии. Тука има луѓе кои што познаваат. За последниве 12 месеци сите општини, можете да ги поделите по реони, кои што ги управува ВМРО ДПМН, ако ги соберете, за 61% ги имаат покачено приходите. Ете од каде се парите. Сите општини соберете, еве ги тука луѓето од финансии. Или во најблизок пример, отидете во општина Карпаш. Еве таа не е наша, не е ваша. Стефчо Јакимовски. Видете колку Стефчо Јакимовски за последните 12 месеци ги има покачено приходите. Ете од каде пари. Луѓето работат домаќински, го прошируваат опфатот, ги решаваат предметите за легализација. Општина Кисела вода, еве тука е пратеничката од Кисела вода, за 12 месеци над 3000 решени барања за легализација. Тие 3000 барања, кога ќе земат решение, тие се 3000 нови контрибутори во данокот на имот. Го проширил приходот човекот. Ведете ги, ве молам, пак ќе ве споменувам, немојте да ме терате да ви вратам. Ве молам, културен сум многу. Видете ги другите општини, како ги прошируваат приходите. Ете од каде пари да им се даде на вработените. Или ако сакате да бидам подетален, ако не се краде, има пари за вработените. Како е возможно, еве одговорете ми, кога ќе ви кажам и општини. Еве две ќе ви кажам. Ѓорче Петров и Газибаба. Истите набавки, еве и аеродром, истите набавки, правени пред една година, за истата работа комплетно, сега 2 пати поевтини. Еве во Бутел ќе ви кажам, ако сакате детално зашто, за метварка. За метварка, обична метварка. Или еве за услови за фотокопир, во Ѓорче Петров ќе ви кажам. Како може за една година, при се да е поскапено, цените да се 2 пати поевтини? Ете ги парите. Ако не се краде, ако се прошируваат приходите, тука има луѓе меѓу нас кои што биле градоначалници, ете ги парите за вработените. Ние баравме за јавните предпријатија. Колегата од Прилеп беше тука, сега не е, за Прилеп се качи, се крене најголема прашина, зашто поскапеле услугите на комуналните предпријатија. Еве, сега ќе мигрираат предпријатија кои што даваат комунални дејности и водоводни дејности на регулиран пазар и цените на услугите ќе паднат. Тоа е факт. Ете е економската логика. Сега ние можеме да зборуваме дали било вака, дали било онака, но тоа се факти. Ние барахме уште пред неколку месеци. Или еве, да ви го давам последниот пример со прогресивниот данок. Поднесен закон
одбиен од ваша страна. Поднесен амандман, одбиен од ваша страна, после тоа искача Ковачевски на пресконференција и кажува го укинуваме, па после тоа не го укинуваме. Ете е математичката логика. Ете е математичката логика. Ништо просто, ништо над ова. Дали ќе издржат јавните предпријатија? Да, ќе издржат. Да, ќе издржат. Ќе видите дека ќе направат и многу повеќе проекти, дека ќе изработат и многу повеќе од тоа што сработеле тие пред 4 години и дека ќе ги качуваат платите така како што треба да ги качуваат. Затоа што пари во општините има, и тоа го кажувам, во сите општини има пари. Еве, ако прашувате вие за општините на ВМРО ДПМН, прашете го Коста Костадинов. Или на Коста Костадинов може би му доаѓаат пари од друго место. Коста Костадинов седна, подпиша со синдикалните представници. Во ред, еве ќе го земам Коста Костадинов, да не го земам Митко Јанчев зашто тука некој се утат, или да не земам некој друг. Нема да го коментирам тоа како ја нарекувавте градоначалничката на град Скопје, затоа што нивото ќе го спуштам, не сакам до тоа ниво. Тоа нема да го коментирам. Еве, прашајте го. Коста сега нема да гради проекти? Нема да реализира одветеното? Или го направил тоа што некој пред него не го направил? Ги намалил расходите, ги зголемил приходите, остатокот решил да ги мотивира вработените, затоа што мотивирани вработени, задоволни вработени решаваат 3000 предмети годишно за 12 месеци за легализација. Знаете што е тоа? 3000 предмети кои што стоеле да ги решиш. Тука треба тие вработени да се наградат и да се согласуваме и сите треба да добијат. Кога нема да се краде, ќе има за сите. Од аспект на тоа, ова не ми е насочено кон вас. Ова ми е насочено кон луѓето во вашата партија, не кон вас лично. Гледајте и учете. Како може? Гледајте и учете. Како се работи, како не се краде, како се заштедува и како се прошируваат приходите и како се покачуваат платите и работите одат напред. Гледајте како е возможно за една календарска година во една општина да се прават преку 25 улици, да се гради, да се развива, да се решаваат предмети за легализација и покрај тоа што има очигледни сопки од централната власт. Гледајте и учете. И сакам тука да се обратам еве затоа што доаѓате од таа општина, не кон вас, туку тој што беше градоначалник пред Стефчо Јакимовски. Пред 5 години го победи Стефчо 8000 гласа разлика. Во првиот круг го девастираше. Исполажа што му дојде. Но сметката на крај пак мора да се плати. А сметката ја доставува народот. Избега од изборно соочување, као имал најголем рейтинг, па не сакал, па едно, па друго на трето, еве јас отворено кажам, избега. И наместо сега да ги решава проблемите на граѓаните, седи во една канцеларија во вашиот штаб и најгнасните соопштенија ги пишува кон ВМРО ДПМН. Тој таквиот и тие таквите, како него, дозволија за 4 години истите такви луѓе кои што ги девастиравте лепејќи им било какви епитети, повторно да ве победат на локални избори. Зошто? Заради тоа што на крајот граѓаните знаат кој работел за нив, кој само добил на ментално расположение, кој ги оправдува очекувањата. Така треба да се води политика во оваа држава. Не дали вие глумите или не, дали ние глумиме или дали вие правите или постапувате правилно, ќе си кажат тие кои што го поднесува писмото и кои што амандман го поднесовме ние. Просто мислам дека е соодветно на тоа и да се разбереме и дека се разбравме. Благодарам. Наредна пријавена за збор е претеничката Даниела Марковска. Повелете, колешка. Да.